Пејачката Јелена Карлеуша со обемен статус на социјалните мрежи изјави дека никој друг на Балканот не направил толку за ЛГБТ заедницата колку што направила таа. Цели генерации беа под мој чадор и од мене црпеа сила да ја кренат главата и да се борат за своите права. Моја децениска борба им даде видливост и храброст. Јас сум мајката на човековите права за ЛГБТ заедницата, напиша Карлеуша. Таа додаде дека нејзиниот придонес заслужува многу повеќе од символична титула, кумана парада на гордоста и побара државно признание – Орден за човекови права. Звездите од пријатели и приватно блиски пријателки, актерките Дженифер Анистон и Кортни Кокс, беа фатени на романтичен состанок со нивните партнери. Актерката Дженифер Анистон и Кортни Кокс беа пријателки на екраните, а така е и во реалниот живот. Најновите фотографии кои покажуваат дека познатите дами и нивните партнери вечерале во луксузен ресторан покрај океанот во Малибу, исто така велат дека се многу блиски, пишува Page Six. Кортни е во врска со музичарот Џони Макдейт со години, додека Дженифер од неодамна е заљубена во нејзиниот хипнотерапевт Џим Кертис. Врската се чини дека станува се посериозна, бидејќи ова е прв пат да бидат фатени со пријатели во јавност. Неодамна беа заедно на одмор во Шпанија, каде што актерката го запозна со своите блиски пријатели и колеги и изгледа многу заљубени. Синоќа во просториите на Европската куќа во Велес беше отворен 22-тиот меѓународен стрип салон во Велес, најзначајна стрип манифестација во нашата држава. Пред многуте стрип фанови, организаторот ги додели следните награди и признанија. Прва награда Златен стрип Мрак, Марко Стојановиќ сценарио и Милорад Вицановиќ Маза цртеж, Србија. Втора награда Златен стрип Back to the Past, Никола Видачковиќ Србија сценарио и Игор Јовчевски Македонија цртеж. Трета награда Златен стрип Залогај Далибор Дадо Пехар од Хрватска. Најдобар македонски стрип Еохата на Зал Ахим, Војден Андов сценарио и Марко Марковиќ цртеж. Најдобро сценарио Проклета Авлија, Марко Стојановиќ Србија. Најдобар уметнички израз Души, Марко Стојановиќ Србија сценарио, Васелис Грција цртеж. На 1 ноември 2025 година арената Борис Трајковски во Скопје ќе биде домаќин на фестивалот Скрим, каде што на едно место ќе застанат три легенди на музичката сцена: Владко Стефановски трио, Риблја Чорба и Галија. Вечерта ќе биде дополната со бројни изненадувања, а на сцената ќе се појави и специјален гостин, чие име останува во тајно се до самиот настан. Оваа година фестивалот носи сосема ново значење и добива посебна тежина. Тоа нема да биде само уште еден концерт, туку свечена рок посвета на човекот кој со својот глас, своите стихови и својот бунтовен дух за секогаш ја промени историјата на балканската музика Бора Чорба. На 1 ноември 2025 година, токму на денот кога својот роден ден би го прославил легендарниот Бора Чорба, арената Борис Трајковски во Скопје ќе стане центар на најголемото музичко славање на рок-н-рол духот на овие простори. Тројца великани, три различни музички универзуми, но една заедничка цел – да ја донесат најсилната рок енергија во Македонија.